повторно ќе ве повикам да не ги генерализирате работите. Зошто? Од овде не повикавте да не ги обвинуваме вработените во РЕК Битола и во другите енергетски компании за малото производство на електрична енергија. Не ги обвинуваме нив. Ги обвинуваме раководствата кои што вие ги поставивте. Вработените таму си ја извршуваат работата. Меѓутоа, за една година, односно за вкупно за 2 години има произведено 1 терават часови електрична енергија помалку. Ако го пресметаме по светските берзи за електрична енергија, тоа е од 200 до 300 милиони евра. Тука е компарацијата. Тоа значи за 2 години имаме произведено помалку 1 терават, 300 милиони евра излејани од буџетот на Република Македонија, кои што можело да се произведат. Зошто е тоа така? Чија е одговорност? И сега не можеме да генерализираме да ги обвинувате вработените таму. Не станува збор за вина кај вработените, станува збор за вина на раководствата и оние кои што ги водат овие компании. Имено, ако сакате компаративно, гледам дека се навраќате многу години наназад, заборавате дека 5 години на власт и заборавате дека ваша беше одговорноста досега да создадете капацитети, бидејќи се осврнавме на оваа тема компаративно. Во 2011 година ЕЛЕМ произвело 6050 гигават часови. Во 2021 година има произведено само 3273. Почитувана колешки, намалување од 45%. Тоа е тоа кое што го зборував. Треба да си го зголемиме домашното производство, после тоа нема да ни е битно дали на светските берзи електричната енергија била 450 евра, 500 евра, колку сака нека биде по цена која што ја продаваат. Меѓутоа, ние немаме домашно производство за нешто што немаме потреба од репроматеријали дополнителни, а за жал сите овие компании во енергетскиот сектор од профитабилни компании ги направивте загубари. И ЕЛЕМ, и ЕСМ, сите дополнително, пластично кажано, од оваа говорница и представничката на комисија, регулаторната комисија, како независно тело, истата потенцира дека и на нив ќе им биде краток буџетот. Односно, сликовито кажено, се што се води во државата под превезот на енергетска компанија е загубар. И тоа не можеме да го префрлиме на вработените и на граѓаните, почитувана колешки. Затоа сакам да ве повикам. Одговорноста е кај клучните носители кои што ги поставувате и од нив имаме загуби кои што ги трпи државата. Еве ви направив една класична споредба дека за 2 години со овој капацитет кој што не се произвел, односно оној 1 терават часови е 200 до 300 милиони евра. Еве ги средствата кои што можело да се инвестираат и да се алоцираат на многу други програми и проекти каде што всушност вие кратите или дополнително се задолжуваме како држава за да може да бидат реализирани. А тоа дека немаме конзистентност во однос на вашите заложби за зголемување на производството, покажува и фактот што конкретно и во програмата за рурален развој имаме намалување на средствата. Зборуваме за зголемување на производството во земјоделието на основните продукти, зборуваме дека ќе ги субвенционираме за да имаме домашно производство, вие намалувате во програмите за рурален развој. Каде што со овие средства, да појасниме на јавноста, ова не се директни плаќања, ова се средства на кои што се алоцираат во соодветните општини во рурални средини за подобрување на условите за живење во овие рурални средини, за подобрување на условите за производство на храна, со овие средства и вие ги кратите овде, а зборуваме за зголемување на производството и на пченица и на сите други основни продукти кои што ни се потребни
во вакви кризни времиња, бидејќи сите сме свесни дека имаме проблем и како држава, но и сите други држави во однос на обезбедување на храната, и згора на тоа вие намалувате во овие значајни сектори, а се замајува јавноста со така наречената зелена нафта, кое што дополнително ги замајувавте земјоделците, а верувајте, станува збор за суми од по 1000, по 2000, по 3000 денари. Во дадениот момент, со овие цени на горивата, не станува збор ниту за 30, за 40 литри гориво. Немојте да се повикувате на вакви ставки, бидејќи треба сериозен пристап и сериозно кратење на вакви ставки, како што претходно ви кажав. 12 милиони евра за извршни исправи. Треба да си барате одговорност кај вашите функционери, кај оние кои што ги спроведуваат, односно оние кои што ги трошат парите. Односно вашиот поранешен премиер, одговорница кажа дека коруптивните дејанија мора да бидат во власта. Зошто? И тоа го кажа кога беше на власт. Зошто? Бидејќи носителите на функции кои што ги злоупотребуваат средствата се всушност оние кои што раководат со буџетските средства. И сега не можеме да бараме ние одговорност кај други чинители и други извршители, кога знаеме дека раководствата се тие кои што ги водат овие постапки. И конечно одважете се, еве имавте и понуда, да се закаже и комисијата, и пленарна седница, комисија, односно соодветните матични работни тела, да се стават на дневен ред предлог законите за намалување на данокот на додадена вредност и за акцизите, кои што ги предложивме како опозиција, да можат граѓаните да почувствуваат бенефит во оваа насока, односно директно намалување на нивните животни трошоци, за да истите можат полесно да ги пребродат сите овие мрачни времиња. А со давање компарации дека пред 15 години, пред 20 години било вака или така, не води никаде и не го подобрувате животниот стандард. А во однос на буџетот, повторно потенцирам, е несоодветно димензиониран и затоа претрпува толкави измени со ребалансот, а немаме никакво суштинско кратење. Се повикувате дека кратите на стоки и услуги и разни трансфери. Каде се тие стоки и услуги, на кои стоки и услуги, на кои разни трансфери кратите? Единствено, дополнително се задолжуваме и го зголемуваме буџетскиот дефицит од показателите кои што се во вашиот предлог на ребаланс на буџетот. Во кои ставки имате кратење од онаа црна дупка која што ја потенциравме, која што во самиот буџет беше 1,3 милиарди евра. Црна дупка ја нарекуваат експертите. Зошто? Бидејќи немаме следствено каде овие средства се трошат. И за да на крајот излезат статистички податоци од официјални институции дека 30 милиони евра распределени во 4 очи. И ние зборуваме дали има пари за граѓаните да им бидат намалени давачките, односно данокот на додадена вредност и акцизите, за да истите имаат поевтино гориво, кое што е основ за инфлаторни елементи кои што допрва следуваат. Затоа ве повикувам, немојте да се повикувате на години како било претходно, исклучиво одговорноста е кај вас и превземете ја одговорноста, бидејќи во овие 5 години требало да создадете вакви основи, а не единствено што имате позиционирано е зголемување кај плати и надоместоци и други непродуктивните трошења кои што ги имате во однос на Министерството за труд и социјална политика, каде што морам да ве коригирам, бидејќи самите кажавте дека има зголемување на средствата во Министерството за труд и социјална политика, бидејќи имало предвидено друг начин на пресметка на пензиите. Не е друг начин ово е модел кој што претходно се пресметува. Вие го укинавте, зборувам како влада и како парламентарно мнозинство, и после одреден број на години, неколку години, увидовте дека не функционира и не е добар. И затоа после го најавувавте како некоја реформа,
А за изминатите 3 години, 4 кои што важеше, односно на сила беше претходното законско решение, каде што усогласувањата на пензиите се вршеше единствено по еден основ, а не како што беше претходно и како што сега се предвидува, односно ќе се врши усогласување согласно животните трошоци, порастот на животни трошоци и на порастот на просечната плата, значи ќе имаме друг начин на пресметка. Тоа станува збор за решение кое што беше и претходно, почитувани колешки. И немојте сега да се повикувате дека единствено овие зголемувања се заради тоа, бидејќи имало нов начин на пресметка. Ова е старо решение. Кажете им зошто овие 4 години овие граѓани ги изгубеа овие средства. И дополнително, за жал, зголемувањето на социјалните трансфери не е некоја, тоа е неопходност, бидејќи ние како социјална држава мораме да се грижиме за сите граѓани. Но не треба да ни биде предизвик да имаме зголемување на примателите на гарантирана минимална помош. Не треба да биде предизвик и не треба на вас како парламентарно мнозинство и на сите овде да биде како еден вид пофалба дека се зголемени социјалните трансфери. Во овој дел сметам дека зголемувањето на ваквите бројки е директно поврзано со лошите економски параметри. И затоа треба да се преиспитате и да се обидеме сите заедно да се намалат овие социјални трансфери. Зборувам да се намалат во однос на бројот на корисници кои што ќе излезат од овој социјален ризик во кој што западнале. Зашто секој од нас може да западне. Меѓутоа, немојте да се кидате за вакви бројки. Ова е показател дека не се движиме во добра насока, а згора на тоа, во владата предвидувате зголемување за цели 80 милиони евра. И во службата за општи и заеднички работи на владата, исто така, предвидуваат 230 милиони денари. Зголемување. Почитувани колешки, тоа е во првата ставка во влада на Република Македонија има зголемување од 50,5%, а кај службата за општи и заеднички работи на владата имаме 22% зголемување. Каде ќе одат овие средства? Зошто ќе се средства? Затоа барам објаснување, тоа што ви го потенцирав, да истите ги алоцирате во соодветни мерки и во соодветни рамки. Пренасочете ги, уште еднаш ви кажувам, пренасочете ги оние 12 милиони евра кои што ви се по извршни исправи во реформи во правосудниот систем, за да имаме мултиплицирање на овие средства. Кога ќе завладее правото во Република Македонија, ќе имаме мултиплицирање на овие средства и многу поголеми суми и милионски суми ќе бидат внесени во буџетот, доколку имаме владење на правото. Затоа, добронамерно ви го кажав ова, не станува збор за тоа дека треба да критикуваме. Да, морам да потенцираме, еве, ако за пофалба, мораме да потенцираме дека зголемувањето на сумата за гарантниот фонд е мерка која што треба да ја поздравиме. Меѓутоа, најголемиот број на ставки каде што имаме зголемување се непродуктивни ставки. А онаму каде што треба реално да се помогне, вие го избегнувате и повторно ви потенцирав. Раководствата кои што ви ги водат овие сектори не се на ниво на задачата кои што треба да бидат, бидејќи тоа го покажаа со времето кое што помина и истите се неуспешни и од едни успешни компании ние предизвикавме, односно се доведовме во ситуација да имаме неуспешни компании. Потенциравте, повторно ќе ви потенцирам. Зборувавте за количини на ископи во години. Немојте да зборувате за тоа. Повеќекратно сме зборувале и не сакам да се повторувам, но морам да ви кажам. Ако имаше јавна набавка во 2017 година за да се обезбеди сопствена механизација во РЕК Битола за ископ на овие количини, кое што беше проектирана на 20 милиони евра, а со сите дополнителни трошоци за наредните 5 години да имаме и до 30 милиони евра, за истата услуга на приватни компании исплативте 93 милиони евра за 4 години, почитувани колешки. Ова е тоа што ви го зборував и ова уште еднаш ви потенцирам добронамерно, ваквите средства можат да се искористат за реинвестирање на самите компании, за да можат граѓаните да добијат
многу поевтина електрична енергија за домакинствата, а секако и правните лица, односно индустријата, како поевтин инпут во самото производство, истите ќе бидат поконкурентни и истите можат да го зголемуваат своето производство. Тогаш кога ќе имаме, уште еднаш ви потенцирам, домашно производство, нема да ни биде битно дали на светските верзи електричната енергија се продава по 300, по 200, по 500 евра за киловат час. Затоа немојте да генерализирате, превземете си ја одговорноста како извршна власт, а за сите други ставки кои што ги имаме, дополнително ќе разговараме, односно во говорот кој што ќе го имам, ќе ви образложам во која ставка секаде можете да превземате и како власт, и како мнозинство, и немојте да подлегнете дека се што ви е сервирано од страна на владата е идеално и соодветно алоцирано. Надминете ги овие бариери, превземете одредено, прифатете, после општата расправа ќе имаме и амандманска расправа, прифатете дел од проектите, добронамерно да се подобрат условите за живење на граѓаните, а не она што е сервирано од владата да биде амблок прифатено и со тоа да се потврди дека сушност извршната власт е таа што ја контролира и законодавната, и извршната власт, и судската власт. Бидејќи имаме потврда со самиот факт што амблок се прифаќаат сите доставени документи за она што е донесување и усвојување во Собранието на Република Македонија. Ќе ве повикам, не одговоривте во однос на извршните исправи и решенија. Одговорете каде ќе се движат овие средства и каде ќе бидат потрошени. Немојте да генерализирате дека тоа се однесува на пресуди или решенија по однос на меѓународни спорови, односно оние кои што граѓани се жалиле пред меѓународните судови, бидејќи ова сума по овие исплати е многу помала, тоа го потврдија претходно министрите. Потенцирајте зошто е потребно 5-кратно зголемување на овие суми. 5-кратно зголемување. Да имавме зголемување од 2,3 милиони евра, од 2,5 на 4 милиони евра, можевме и да разбереме. Но зголемување од 2,5 на 12,3 милиони евра е симптоматично, во најмала рака е ставка која што треба допълнително да се истражи и да видиме за што станува збор. Ако знаеме дека ги кратите капиталните инвестиции во Министерството за транспорт и врски, во однос на средствата кои што ќе се трансферираат за рамномерен регионален развој, за рурален развој, во однос на изградба на водни и канализациони мрежи преку локалните самоуправи, ова е една од мерките каде што треба да се запрашате и вие како мнозинство, кој тоа таму овие средства на еден или на друг начин ги вади од буџетот, за да можеме да излеземе пред граѓаните и да им кажеме да, овие средства се за тоа. Грешка имало во планирањето или доблесно е да се каже и од страна на Министерството и од вас како мнозинство, да укажувавте, меѓутоа несоодветно и нерационално сме ги испланирале во буџетот кој што се донесе во декември за буџет година за 2022 година. Тоа значи да се признае дека не било соодветно испланирано, за да можеме да пристапиме понатаму кон други ставки кои што можеме да ги разгледаме. И знаете дека со вакви постапки само ќе допринесете во однос на зголемување на довербата на граѓаните и во институциите и во правосудниот систем. Бидејќи во дадениот момент исклучиво единствено што имаме е предвидувате бомбастично најавувате дека правосудните органи ќе имаме реформи. Еве, гледаме дека во Уставниот суд немате предвидено никакви средства зголемување. Во судската власт, во Министерството за правда и потоа во судската власт немате предвидено никакви драстични зголемувања, единствено зголемувања за надоместоци кои што ќе ги делат повторно оние кои што ги водат институциите, односно ќе немаме суштински реформи. Со 0 денари за
владење на правото и реформи во правосудниот систем, не можеме да одиме напред. Ви благодарам. Ви благодарам за контрареплика.